Декември, Париз 2013 година. Уште еднаш на Левеб, трет пат за мене, повторно како официјален блогер и повторно со најлесниот начин да направам ревју, тоа е видео на крајот на денот. Ние мрзливите само слушаме и твитаме преку ден, а на крај ги сумираме најбитните работи денес што се случуваат. Нема врска, 3 дена сефте ми е на оваа конференција ден од кога го сменија форматот, лани ја прескокнав конференцијата. Прилично релаксиран ден, затоа што немаше премногу бркање на два различни панели, па овде имало работилница, па онда немало работилница. Бевме фокусирани претежно на главната сцена, која што морам да признам изгледа многу чудно, не изгледа како сцена, изгледа како арена за борби, е пониско од се друго и покрај тоа што на видео изгледало доста атрактивно или гледаме дека изгледа доста атрактивно, ваму кај нас во живо во сала многу чудно изгледаше. Како и да е, Луик си кажа дека со години сакал да проба такво нешто да направи, публиката е поблиску, може да се вклучи директно во дискусијата. На некои моменти му успеваше, на некои моменти не му успеваше заради тоа што премногу брзо се одвиваат работите на главната цена, како и секогаш. Имаше еден куп презентации, нема да зборувам за сите, ќе зборувам за оние кои што ми оставија малку впечаток. Супер беше отварањето на Фред Вилсон, човекот работи во инвестициски капитален фонд, тие како им се викаат. Инвеститори имаат преку 30-40 компании кои што ги спонзорираат и ако сака човек да биде негативен може да каже дека всушност само каже дека трендовите се онаму каде што тие ги ставиле парите во компаниите, но да бидеме реални, тоа што го зборуваше многу држеше вода. Зборуваше за тоа дека веќе се напушта бюрократската хиерархија, еве официјално и завршува главната сцена позади, ако нешто се слуша. Значи, дека бюрократската хиерархија се напушта, влегуваме конечно во мрежена економија, каде што се менуваат играчите, се менува токот на информацијата и она што е најбитно, почнуваат да се разглобуваат оние традиционални бизниси и сервисите кои што тие ги нудат. Зборуваше преку различни примери, различни сервиси. Она што мене беше интересно е што финансискиот сектор го чепна и кажа дека многу тука поместување има во поглед на краудсорсинг, краудфандинг, тема на која што зборуваше и Джеремаја подоцна. Значи се разглобуваат работите, влегуваат баш буквално во самиот народ. Не се веќе толку многу централизирани работите. Иначе тие се двата тренда, едниот тренд за напуштање на бюрократската хиерархија во компаниите, вториот тренд за unbundling или разглобување, расклопување или разделување на сервисите од големиве центри на моќ и секако на крај смартфон, односно паметни телефони како тренд кој што апсолутно сите ги зборуваат, нели веќе со години назад. Меѓутоа направи неколку многу интересни точки на поврзување каде што всушност ја повтори теоријата односно структурата на интернетот, дека сите ние сме на крајни точки на мрежата, дека сега сме континуирано онлайн, а не само кога сакаме ние, што всушност беше промена. После него беше Гај Кавасаки, човек кој што многу го почитував до претходно, иако реално и не знаев нешто претерано многу за него. Почнавме да го хейтаме со шефот Савели, иначе поздрав шеф, не држи камерата, односно снима со камера, имам двајца асистенти денеска овде. Фала. Арогантно, малце така себично, меѓутоа му држаа вода муабетите. Само мене не ми се допаѓаше дека онака колку и да е вистина тоа што го збори е сурово и не би требало да излезе од човек кој што толку многу живее и работи на интернет, затоа што интернет културата не е таква. Сам нешто типот на ако јас сум таму за да пуштам информации, не ми интересира пријателство, не ми интересира ништо, имам доволно пријатели, такви муабети, што тој ако дојдел не ми се свиеше, па ми се свија многу советите што ги даде за стартапите и за предприемачите, кои што беа онака баш straight to the point, без многу проповедање, беше окей. Што по друга страна беше контрадикторно после тоа кога рече дека чекај малце сега, ја го фаворизирам американскиот начин на работа, ја ви ги советите, ама вие во Европа имате други идеи, немајте да се замарате со американските, баталете ги тие. Малце тука ми беше контрадикторен, ама небитно. Интересно беше на сцената, се забавуваа многу со Луик. Едниот на другиот си го спуштаат цело време, едниот за французите, другиот за Google+, третиот за Google Glass и така натаму. Беше прилично забавно, парче го направи Google Glass денеска на главната сцена на Левеб, патен, као демек супер технологија, ама ретко дека некој би ја носел. И уште би го извел Джеремаја, кој што
зборуваше за позната и стара приказка за краудфандинг, односно за краудсорсинг, не краудфандинг, меѓутоа на нему карактеристично се осврна повеќе на корпорет ниво и на ентерпрайз ниво, што значи дека сега ќе ги убедуваат компаниите како да работат заедно со заедницата на големо ниво, значи не на проекти, не на мали делчиња, туку на големо ниво, односно на full scale, што се река. Уште еден интересен дел беше делот со Ник Далонсо, или како и да се вика, малиот тинејџер, тој што го продаде самли за некоја си огромна сума на пари на Yahoo и се обиде лоик да го испровоцира неколку пати да каже која сума, да го извади од петици, пошто стварно беше малци и нефер, пошто само 19 години дето, али очигледно пиар машинаријата на Yahoo и онаа што претходно го спремала, добро го спремила малиот, така да супер одговори детето. Ништо посебно не каже, освен дека е пресреќен што работи во Yahoo и дека тоа многу му помогнало и многу учи, ама сепак без никакви посебни детали. Се обидува да извадат некои детали од Twitter, нешто се спомна Snapchat, но немаше некоја breaking информација денеска. И некаде каде што јас го изгубив трпението и концентрацијата за да следам беше при крајот на панелот за биткоин. Ми бедни се панелот со оглед на тоа што јас, веројатно и поглед од луѓето, нема никаков поим нешто баш конкретно што е биткоин, почна со едукативно видео, па имаше супер еден краток вовед од луѓето што беа панелисти и еден така фин down to earth би рекол, да се изразам малку на странски, муабет кој што баш беше насочен кон општа популација, без многу гиковски муабети во позадина. Мислам дека, нели, трендовите се тие, иднината е таа, овде се дискутираат работи кои што некои од нив може да се очекуваат во следните 5 до 10 години дека ќе станат битни. Многу од луѓето што излегоа на сцена беа запрашани за следните 10 години. 4-5 од нив успеа да одговорат нешто сериозно, реално. Други веќе нешто без везе и глумеа одговори и не знаеа ништо да одговорат. Кажуваа работи што биле веќе измислени, они викаат дека ќе бидат измислени следните 10 години. Се на се завршува првиот ден, се враќаме утре со многу побогата програма, затоа што утре почнува и Brand Tracks, односно Brand Trackот во другата хала, каде што ќе чуеме многу повеќе за social media. Толку од денеска и over and out.